Денеска разговараме со едно познато музичко име од крајниот исток, доаѓа од Делчево. Разговараме со Вики Раткова. Вики, добро вечер и добре дојде во емисијата. Добро вечер. Мило ми што сум вечером со вас. Најпрво да се запознаеме со тебе во 2-3 реченици. Како започна твојата музичка кариера? Вака, мојата музичка кариера започна уште кога бев пето одделение, учествував во училишниот хор на основното училиште Ванчо Прке во Делчево. Бев активен учесник на хорот, бев и солист. Подоцна го продолжив своето музичко образование во средното музичко училиште Сергиј Михајлов во Штип, на одсекот соло пеење. После тоа се запишав на музичката академија во Штип, каде што моментално сум трета година и ги продолжив своите студии после кратка пауза. Така, имаш ли настапувано негде професионално во изминатиот период? Каде се настапуваш? Кога бев пето одделение, настапував во Делчево на пијанечки бисери во 2010 година, каде што добив прво место, победив. Подоцна имам настапувано и на други фестивали во Штип. Имаше еден фестивал кој што се викаше ТВ Шанса, таму настапував. Додека сега моментално се занимавам со пеење и настапувам на музички настапи или на некои настани. Сега со коронавирусот малце тоа го стопиравме, меѓутоа јас инаку активно се занимавам со пеење, свирам на гитара и на клавир и сакам исто така да научам и тапани и усна хармоника. Така, богат репертоар на интерпретација со инструменти. Колку време од кога се љуби кога се љуби во песната, колку време измина од тогаш твоите почетоци за... Моите почетоци се уште од раното детство, кога сум имала навика во кујната да ги земам садовите и на нив да музицирам, односно да тропам. Од тогаш се јавува моето спознание за ритмика и љубовта према музиката. Исто така многу сакам да пеам во слободно време. Пеам секаков жанр на музика, значи почнувајќи од рок музика, дури и метал понекогаш, иако не ми е омилен жанр, до фолк, турбо фолк, поп музика и така натаму. Така. Колку ти помагаат социјалниве медиуми, социјалниве мрежи да комуницираш, да останеш во контакт со своите фанови, бидејќи сме сведоци на веќе неколку месеци наназад со пандемијата од COVID-19? Да, социјалните медиуми како што се Инстаграм и Фејсбук, сега и на ТикТок сум моментално активна од скоро, ги користам како платформа нели за самопромоција, каде што ставам изработки, кавери, порано ставав со гитара, сега пеам така со караоке најмногу. Таму пеам странска музика, пеам поп музика, исто така пеам и фолк музика, турбо фолк, значи тоа може да се слушне на мојот Инстаграм профил, на мојот Фејсбук профил, на ТикТок исто така, каде што исто ме пишува Вики Раткова и едноставно се трудам да ги искористам колку што можам социјалните мрежи за да направам една промоција нели на сопствениот талент и кој е заинтересиран може да слушне и да го оцени тоа дали им се допаѓа. Така, дали се буди интерес да учествуваш, да аплицираш за некое регионално шоу како што се Звездите на Грант или некое слично од овие што се регионални познати што се организираат во соседна Србија? Па да, ми се јавува желба да се пријавам на музичко талент шоу. Имам голема желба да се пријавам на X Factor Adria, затоа што имаше 2 сезони и потоа го прекина заради некоја причина. Сметам дека повеќе сум приклонета према репертоарот кој што се пее на X Factor Adria, односно странска музика, затоа што тоа ми е најомилената музика. Секако пеам и турбо фолк и фолк, меѓутоа сметам дека кога би требало да бирам помеѓу Звездите на Грант или Пинкови звезди исто така, или X Factor Adria, би го одбрала дефинитивно X Factor, бидејќи сметам дека таму исто така и можам да покажам многу повеќе од само поп музика. Значи можам малку повеќе да покажам поширок спектар на репертоар таму. Така, според тебе, како музичар, дали се одвојува доволно простор за домашните музичари на медиумите во телевизиските куќи и на радиостаниците? Дали доволно според тебе се вратат овие македонски остварувања што ги остваруваат
музичарите од Македонија? Да, значи, според мене, за жал, многу малку се дава значај и медиумски простор едноставно на нашите изведувачи, иако сега, особено во последните 3-4 години, има многу музички имиња млади, значи, кои што се стварно перспективни и треба да им се даде многу повеќе медиски простор. Значи, оние кои што се повеќе навлезени во музиката, може би веќе ги знаат тие имиња, значи се работи за лица кои што се на моја возраст или дури и помлади, од Куманово, од Скопје, од Струмица, кои што, како што се, например, Мартија Станојковиќ од Куманово, од Струмица, Антонија Гиговска и така натаму, Лина Пејовска. Значи, сите тие се млади надежи на македонската сцена, кои што навистина имаат како добри песни имаат, така и вистински талент, значи природен, со собствен глас, за разлика од популарниот аутотюн кој што се користи во соседните балкански држави. И сметам дека за жал кај нас многу малку се дава на медиумски простор на нив, а би требало многу повеќе со цел луѓето да ги запознаат и ќе видат дека нема потреба да бараат во соседните држави, туку ќе најдат кај себе вистински музички вредни изведувачи кои што можат да прераснат во големи звезди во иднина. Доколку им се дава медиумски простор, затоа што и медиумите го прават изведувачот, нели, да расте. Так. Претпоставувам дека имаш добра соработка со твоите колеги што се инструменталисти, кои што компонираат, прават аранжмани. Дали сте размислувале да направите лайв концерт на YouTube или на Facebook? Дали имаш таква комуникација со твоите колеги? Дали сте размислувале на таа тема? Да, значи прво сакам да ги поздравам моите колеги музичари, како од академијата, така и приватно што соработуваме на нашите настапи. Значи имаме таква идеја, меѓутоа моментално немаме доволно услови, сите се зафатени бидејќи, да речеме, сега со коронавирусот, тие имаат и некои други, да речеме, споредни занаети кои што умеат да ги прават за да заработат, нели? Да имаат приходи во овие неколку 7-8 месеци кои што за жал не можевме да работиме. Така што доколку се отвори прилика, јас би сакала да направиме еден таков лајв, бидејќи кај нас има такви лајвови, видов пример со Сузана Гавазова, таа активно го искористи карантинот во месец април, мај, јуни. Знам дека таа активно снима, нели, такви лајвови со цел оркестар, нели, професионално, и така сакам и јас така да се договориме, нели, со моите колеги музичари да направиме некој лајв и зависно од времето како што ќе ни дозволи. Така, следното прашање ми беше како овие 7 месеци музичарите издржуваат, екзистираат од финансиски аспект, бидејќи немаат настапи, нема живи свирки во кафулиња, во дискотеки. Како се сноѓаат? Дали наоѓаат некое друго занимање што би можеле да го работат овој период? Така, значи моите колеги музичари, поготово што се, нели, од машкиот пол, тие имаат некои, сега зависно, значи имаат, нели, споредни занаети кои што умеат да ги прават, без разлика дали тоа ќе биде работење земјоделие или на нива или било што. Значи тоа, секоја работа треба да се почитува, не треба ништо да се осудува. Сметам дека да, тие си најдоа, нели, некоја алтернатива, значи зборам за поединци, за жал не сите можат тоа да го направат или да си го дозволат. Например, како што сум јас, значи тие едноставно во овие 5-6 месеци малку сме, тоа е еден предолг период, нели, за да немате никаков приход дома. За жал има и такви кои што ги хранат своите семејства од тоа или каде што само едниот заработува преку музицирање, едниот брачен партнер и донесува на тој начин приходи дома. Така што сите ние се трудиме на некој начин да направиме се што можеме за да дојдеме до приходи во овие 7 месеци, бидејќи навистина тоа е еден долг период. Некој ќе рече дека ние музичарите сакаме луксуз, меѓутоа тоа не е луксуз. Значи, кога ќе помине половина година, ќе сватите дека не се работи за пари кои што се потребни за луксуз или дека нашиот животен стандард или стил е намален како музичари, туку едноставно секако сите музичари имаат потреба од плаќање на сметки,
на државата, нели, струја, вода и така натаму. Имаат семејства дома кои што треба да ги хранат и да ги одгледуваат, така што на сите им е потребна работа. Не е само за луксус. Така, изминатиот период на одредени места се организираа некои журки во дискотеки и така, но сега целосно се забранија и мислам дека работат локалите до 22 часот. Според најновите предлог мерки што се од Комисијата за заразни болести, дали вие го поддржавте протестот што беше организиран пред влада изминатиот период? Мислам дека изминатава седмица беше. Да, јас во целост го поддржувам тој протест. Ние сите треба да одржуваме дистанца, затоа што сметам дека пораснатиот број на заразени од корона не се должи единствено и само на тоа што се случуваа масовни собири во кафулињата и така натаму. Тоа е многу е поголема целосната слика, меѓутоа сметам дека музичарите и угостителите исто така, бидејќи тоа е еден цел ланец, ние сме поврзани сите на некој начин, особено доколку се работи за свадбена прослава, значи тука веќе се вклучени и цвеќарниците, и фризерските салони, значи сите го чувствуваат тоа и така што ние како музичари сметам дека сме најзасегнати од ситуацијава со коронавирус. Инаку јас не можев да присуствувам на тие протести, меѓутоа апсолутно ги поддржувам. Затоа што сметам, пак ќе речам дека не се музичарите виновни, значи ние го одржуваме и ќе го одржуваме нашето социјално дистанцирање од 2 метри или колку и да налага владата, со тоа што ќе ги примениме сите безбедносни мерки за да не бидеме блиску до публиката. Тие треба да држат растојание меѓу себе, ние ќе држиме растојание и на тој начин ќе бидеме максимално, ќе правиме превенција да не се заразиме и така натаму. Инаку го поддржувам, да, протестот, иако не можев да присуствувам. Така, изминатиот период немате настапувано, дали може да се изгуби рутината за пеење? Бидејќи сте дома, вие секако си пеете дома за своја желба, но на професионалното пеење, дали може да се изгуби рутината, да ослабнат интервалите на гласните жици? Јас сега ќе кажам лично за мене желбата не ми се изгуби, дури се чувствувам поспремно од било кога, затоа што веќе почнува тоа да ми недостига во голема мера, да ми недостига настапувањето и пеењето. А што се работи нели за гласните жици и така натаму, да, тоа доколку се нема рутина во пеењето, нормално дека музичкиот инструмент треба да се вежби и да се надоградува. Сметам дека сите ние музичарите вежбаме дома, тоа го знам докажано, значи не ја оставивме музиката, не ја запоставивме во целост, сега иако не можеме да настапуваме, вежбаме, и јас и моите колеги. Тие вежбаат на своите инструменти, значи јас вежбам пеење и така натаму, учиме нови песни за кога ќе се заврши оваа ситуација, нели, да бидеме уште посилни и да бидеме спремни за новите предизвици сега со новата реалност, нели, со COVID-19. Така, може нешто македонско? Може, да. Која ти е твоја омилена? Кој ли ти гризе образи, чии ли траг на врат откриеш, како по него можеш ти до мене да си и мирно спиеш, кому ли си се ветила, се што ми зема кај го даде, мила за колку ли ме продаде. Така, почитувани гледачи, со овие познати зборови од стиховите на нашиот уште попознат пејач кој што сега не е со нас, и се одјавуваме од овој прекрасен разговор заедно со Вики Раткова, снимен во македонска каменица, дојдена од Делчево, цел исток на едно место. Се надеваме дека уживавте во овој разговор.